Ние утринава ќе продолжиме и со други меѓународни вести, бидејќи светот не застанува само со оваа грозоморна, би рекол, украинска криза, бидејќи таа ги преокупира вниманијата на сите оние кои што сакаат да бидат информирани за што се случува во светот, но Дејан Андоновиќ, добро утро. Ние следиме и одредени настани во Јужна Азија, во две земји, во Шри-Ланка и во Пакистан, кои што се закануваат исто така да излезат од контрола. И во Пакистан има една длабока политичка криза која што се продлабочува рапидно во последните 2-3 дена. Во Шри-Ланка е веќе подолгорочна, таа е предекономски колапс. Само еден мал контекст да дадам за оние кои што не знаат, Пакистан е една од најделикатните јужноазијски земји, таа има 230 милиони луѓе, едно од најголемите муслимански земји, мислам дека е втора после Индонезија по големина, каде што владата на Имран Кан за малку ќе паднеше пред за да не падне, нели, за да се одржи председателот на Пакистан го распушти парламентот, направи уставна криза и е државата пред избори. Во интерес на гледачите да им објасниме, ти рече, многу деликатна држава со многу деликатна геостратешка позиција. Ќе потсетам дека во оние војни пред 20 години Пакистан играше клучна улога во борбата во војната во Авганистан. Пакистан има огромна граница со Авганистан и тоа е, ако смеам да додадам, тоа е токму границата преку која инаку се правеа најголемите, да кажем, придвижувања од една и на друга страна на талибанците. И се уште се случува. Тоа е инаку еден регион кој што се состои од 6-7 провинции, тоа се оние од Вазиристан па натаму. Тие се инаку забранети за движења цивилни, треба посебни дозволи. Јас сум бил таму, па затоа ги знам тие работи. И тие се под директна надлежност на пакистанскиот председател. Значи не се дел од уставата и од демократскиот систем на Пакистан, туку се под директна надлежност и тие се стратегиски. Пакистан е земја с која граничи, само да кажеме, со Иран, со Кина, со Авганистан и со Индија и со Арапското море долу, така што како да кажем, во такво окружување од кој што речиси сите се нуклеарни сили, а овие другиве се центар на светските кризи, така. Сакам да кажем, значи, ова клатење на пакистанската влада, Имран Кан излезе и рече дека зад неговиот пат стојат американците. Ги обвини директно, што прв пат се случува. Имран Кан ги обвини американците и ги обвини дека поради неговата политика, а јас ајде ќе кажам она популарно што го зборуваме изминатиот период, некакво обвинете дека неговата политика е насочена повеќе кон Русија, у смисол на односот на неговата влада околу состојбите во Украина. Но сакам за Пакистан да кажам неколку работи. Прво, за да го освоите Авганистан, кој остана како мит дека не освојува држава, нели, и ниту советите, ниту американците, ниту Александар Македонски во историјата не успеле да го освојат, мора да го имате Пакистан. Ке потсетам дека пред 20 кусур години Пакистан на власт дојде генералот Первез Мушараф, кој со помош на американската политика успеа да се востанови и преку него да се изведи оној напад врз Авганистан и уривање на талибанскиот режим. Сега се смени, талибанците инаку потекнуваат од Пакистан, токму од Пакистан, значи нивната матична земја е Пакистан. И сега да вратам, Имран Кан се обидува да направи политиката малку поинаку и тој ги обвини американците и некои опозициони политичари дека се обидуваат да му ја урнат владата, бидејќи не им одговара однесувањето на Пакистан. Од друга страна, ќе потсетам, Пакистан е у перманентна војна со Индија, у перманентна војна околу Кашмир. Со децении се уште немаат ни подпишано. Историски... Иако војната е стивната, таа не стивната, меѓутоа има дели она што го велиме популарно европски замрзнат конфликт. Инаку ќе потсетам, Пакистан беше дел од Индија, па се отцепи, муслиманите од Индија отидоа во Пакистан, па потоа од Пакистан се отцепи Бангладеш, значи кој исто долга историја на и што е важно сега да се каже дека очигледно политиката на Имран Кан не одговара, бидејќи се прави еден фронт и во азискиот дел се прави еден фронт кој е од чија страна,
Дејан, само да додадеме уште малку контекст. Пакистан е држава во која што ние, ја памтиме бившата Југословенска федерација, во која што ЈНА беше практично институција во држава, ајде да ја кажеме. Сега само за мал контекст, во Пакистан земја од 220-230 милиони, зависи како ќе го земете, огромна земја, негдека околу 20% од населението е вклучено во војската. Значи таму војската не да е држава во држава, туку е држава над државата. Како држава, како војна влада, најчесто се претседателите, премиерите се офицери. Практично Имран Кан е првиот цивил кој што е дојден таму, но тој апсолутно зависи од поддршката на војската, бидејќи кога говориме држава од држава, значи говориме за посебни населби, за посебни системи на купување, за апсолутно болници, школи и така натаму, еден паралелен живот, земја во која што воената класа, да кажам, практично ја држи земјата и во политичка смисла. И сега, овој судир помеѓу Имран Кан и американците е всушност судир помеѓу него и неговата војна генералштаб, бидејќи тие се помали, Пакистан е компликувана земја. Нуклеарна сила, Сашо. Нуклеарна сила и земја која што се обидува на разни страни, затоа што е во многу компликуван регион, но таму без војската, сакали или не, ништо не може да се реши. Ќе потсетам дека нивната легендарна политичарка која влезе во историјата, Беназир Буто, беше ликвидирана токму од оној миг кога се скршна од политиката зацртана од пакистанската армија. Имран Кан беше многу популарен, тој е бивши крикет играч, еден од најголемите во плейбој, буквално беше плейбој. Плейбој и така натаму, но таа популарност во меѓувреме му е прилично опадната. Така што ќе видиме Пакистан во наредните десетина дена ќе решава во која насока ќе оди. Што се случува со Шри-Ланка? Што се однесува до Шри-Ланка, тоа бидејќи тоа сосема во близина, нели? Географски ќе кажеме дека од Индија, островче на Индија, островче со 22 милиони. Па да, Коломбо, Шри-Ланка, поранешен Цейлон, поранешна британска колонија, се соочува со најголемата криза од својата независност. Шри-Ланка инаку се што малку знаат, малкумина 30 години беше во граѓанска војна, па малку стивна таа граѓанска војна, се соочува со целосен економски колапс, со глад, со недостиг на енергенси, со недостиг на лекови. Една прилично несреќна комбинација на големи монсунски невремиња во последните 2-3 години. Но пандемијата, недостаток од туризам, бидејќи Шри-Ланка... И зависноста од кинеските кредити, мора да се каже. И тоа, бидејќи тоа е повторно овие мигови, тешко да се објасни. Цейлон или Шри-Ланка е блиску до Индија, меѓутоа играше на кинеска карта, а Шри-Ланка ќе може да каже, на некој начин да покаже што ќе ви се случи доколку сте зависни од кинески кредити, но една несрекна национална политика за неуспешно производство на органско ѓубриво, морам да го кажам, тоа воведува забрани за разноразни средства за пестициди и тоа се одрази на земјоделскиот сектор. Дојде до целосен колапс, луѓето станаа гладни, таму е можно да дојде до нова револуција и до нови судири. Пакистан и Шри-Ланка може да бидат идните точки на нови потенцијални конфликти, но се вели дека, ја морам да го поврзам со Украина, дека и туризмот опадна во Шри-Ланка со оваа војна, бидејќи најголемиот приход земјата имаше од руските и од украинските туристи, а сега првим поради пандемијата, а сега поради оваа војна немаат ништо и само се покажува дека колку може една војна на еден дел од светот да влие врз другите региони во светот. Да, така е, навистина глобално поврзан свет во кој што се што се случува на едно место има последици на целиот свет. Се работи за голем број на луѓе. Така е.